Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 46-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар. Еве ја почнуваме нашата трета сесија и се надеваме дека ова ќе не биде последна. Веројатно уште една или две епизоди од анализата на Отворено 24 на телевизија 24, дебатна емисија во однос на поништувањето на лустрацијата, односно предлог законот за поништување на лустрацијата и сите последици кои што произлегува од неа. Денеска имаме уште неколку точки да разгледаме. Би сакал на нашата публика само да им посочам подкаст кој што ние следиме од Хрватска, подкаст Велебит, на крајот на јануари, на 25 јануари и потоа уште мислам дека беше на 27 и на 29 се објавија две епизоди од нивниот подкаст со бивш припадник на државната безбедност кој што започнал во времето на бивша Југославија, во преломот со распадот на Хрватска, преминува на страната на Хрватска, малку работел во хрватската државна служба и е пензиониран веќе 10 на 20 години. Би сакал оние кои што се заинтересирани за оваа тема, особено овие работи кои што ги дискутиравме во последниве две епизоди околу методот и системот на службата, би сакал да ги погледнат овие две емисии кои што се заедно некаде околу 3 часа се на се, каде што ќе можат да се уверат во она што го зборуваме. Ете, припадник на службите ги потврдува речи сите работи околу методот и системот на службата. Човек кој она правило кое јас го споменувам секогаш дека удбаш еднаш удбаш до гроба, човекот го демантира. Да. Така да баш пријатно ме изненади со една длабока анализа, со несокривање на ништо, туку објасни преку како работи удба и како можеме лесно да препознаеме денеска дека удба е жива и здрава. Да, во однос на тоа што го викаш дека ти ја порушил тезата еднаш удбаш, секогаш удбаш. На екран е сега без тон токму човекот во прашање, господинот Кекич. Неговиот физички говор, неговиот телесен говор, го споредиме со Диневски, кој што е исто таков бивши припадник наводен на државната безбедност. И да ги споредиме нивните двајца или оној Богоевски, како се лигави, Бабан или овие други Пивоваров кога излегуваат. Разликата едноставно во нивниот телесен јазик кој е овој човек не се обидува никој да излаже, никој да наметне нешто, едноставно смирено сталожено објаснува се. Нити се лигави, нити глуми, нити продава некои си емоции или било што. Точно така. Има преголем придонес во самоштувањето на Хрватска. Да, има многу поголем придонес. Впрочем, бидејќи Хрватска е малку понезависна од Македонија, секако има вистински придонес во некакво си вишинско нешто. Значи, ние сега ќе продолжиме со нашата анализа. Сега ќе затнеме еден од околу помалку од минута е. Диневски дава пример, ете како лустрацијата била лоша и неправедна, со некоја жена која што била лустрирана, а била некаков си, не знаеме што, некаков си ситен чиновник во службата за државна безбедност. Одиме со клипот. Ќе дозволите уште еден пример, е илустрирана една жена која што е виш оперативен документалист. Јас знам дека во комисијата појма немаат што функција имала жена. Таа стоела во една канцеларија нон-стоп, 30 и кусур години, пред пензија ја направили виш оперативен документалист, бидејќи лично ја познавам, и направила една информација врз основа на неколку службени белешки од разни оперативци. Немала никаков контакт ни со Кодоши, нити врбувала, нити пак пишувала. Она направила пресек
или информација собрана од неколку белешки кои што ги напишале други оперативци. И таа е лустрирана? Апсолутно. Името го знам, не сакам да го Добро, спомнам. нема потреба. Имаше една приказна што тие или виц еден што го кажуваше кога бевме мали. Снемало од магазинот на фабриката 4 тона цевки. Да. И утре дента се прави истрага едно друго. Испадна деца некои дечиња циганчиња го украле. Да. 4 тона. И кој бил изговорот? Како можеле дечиња да изнесат толку многу железо? Што знаат деца што се тоа 4 тона? Така, јо, што знаела, што се тие. Сега, некоја женичка, некоја си стоела во канцеларија 30 години, а Арно нозете издржале така да стои 30 години. Тоа во канцеларија на СДБ. На СДБ. Така Значи некој. од времето на УДБА уште. Да. И сега таа не знаела што работи, не знаела што има тие службени белешки, од кој вади, па тие аналитиката е главниот конструктор на досиејата. Значи, тука не е големото зло во аналитиката. Да, затоа што таму се зимаат различни информации и од нив се прави концепција, се прави завера, се прави што се. Значи, некој може свесно да ги испушти битните, докаже дека лицето немало никаква врска со рушен уставен поредок и да не ги стави во досијето, да. А да ги само да ги влече оние податоци кои говорат дека тој имал контакти со таму, некој кажал дека тој таму и таму се сретнал, ама нема никаков доказ за таа средба. Да. Тоа е аналитиката. Да. Сега, значи, оваа жена била токму тоа. Оваа жена, сега уште една работа што се прометнува низ црти тука. Аналитички осврти не се прават за минати случаи. Да. Не се прават за мртовци, не се прават за нешто актуелно. туку се прави за актуелни акции, за актуелни разработки. Точно така. Значи таа жена активно учествувала во разработката на некој веројатно невин човек, затоа што гледаме дека невини луѓе се во главно обработувани од службата. Да. Значи во обработката или на некој невин човек, или во обработката на опозицијата, на некој политички противник на службата и на власта. Да појасним. Мислам ке малку, но ова мора да го потенцираме. Сите се невинни. Ниту еден, зборувам за после 85-та, од 85-та последното судење на Јован Котевски, тој е осуден. Од тогаш нема ниту едно судење, ниту еден кривичен прогон за ниту еден човек за кога е водено досијето до ден денеска. Значи сите тие луѓе се невинни, бидејќи уставот е многу јасен. Само со правосилна судска пресуда човекот може да се прогласи за виновен. Да, секој се смета за невин, дури не се потврди како Сакам ова да го потенцирам затоа што се манипулира. Да, демек оваа женичка била некоја си Од Фрчковски, од Диневски, од сите тие кои се против лустрацијата, сите говорат дека тие кои се следени се виновни. Да. Нека дадат една судска пресуда да ја видиме. Да, а луѓето како оваа невина женичка што стоела 30 години на нозе, таа била жртва. Ето. Значи, така, затоа го извлеков ова како пример, затоа што многу често, многу вакви приказни овие луѓе подметнуваат. Ама лустрирани се мртовци, лустрирани се некои си луѓе, ете како оваа женичка што стоела во канцеларија 30 години. Чекаме, таа жена работела во државна безбедност, па таа жена морала да помине еден куп филтри. Гледаме на каков начин службата потврдува лојалност. Значи таа еден од филтрите или повеќе од филтрите кои што морала да ги мине биле вакви работи, била некаква соработка, била некаква местенка на некој му е направена. Значи од самиот почеток, па таа и на крајот значи да биде наградена за да добие подобра пензија е унапредена пред пензионирање. Да. И повторно таа на крај прави анализи, значи ја продолжува, ја перпетуира злобата на служба и сега таа жена ние треба да ја сметаме за невина. Океј, да одиме со следното. Точка 10, 11. Тука некаде. Може би не сака да биде спомнато. Сега,
Значи, следното прашање на Диневски е дали жртвите се задоволни од процесот на лустрација. Што е една задача и една напомена, сакам да спомнам, дека кога би дали клучното прашање кое се постави Илија, дали жртвите се задоволни од оваа лустрација? Дали ова сатисфакција? Не. Пак ќе го поставам прашањето, зошто ВМРО ДПМН? Нити од 1998 до 2002, нити од 2006 до 2015 година не донесе закон со кој јасно ќе беше спроведен процес за рехабилитација на жртва. Добро, ќе се вратиме на прашањето, само да не избегаме сега од темата повторно. Сакаше господинот Милчин да реплицира со Аџиев. Да завршам мислата. Лустрацијата не може да иземе, да биде од лустрација не може да бидат иземени целокупното раководство на комунистичката партија од едноумието, не може да биде иземен собранието на Република Македонија, тогашните состави, бидејќи тие носеле закони по кои работела службата. И не може да биде иземен судот, кој што судел врз основа на пријавите кои што ги поднесува тајната полиција. Сега целокупната одговорност за сите жртви се сведе на кодошите, на најдолната категорија од целиот тој репресивен систем на кој што функционираше. Затоа напоменав уште во првото излагање. Репресијата беше системска и законска. Благодарам, Милчин. Да почнеме со првото. Дали жртвите се задоволни од оваа лустрација, дали може да бидат задоволни од оваа лустрација? Не може да биде задоволен. Дали барем делумно може? Делумно да. Бидејќи јас кога викам не може да биде задоволни, бидејќи законот кој е донесен за лустрација е виновен што жртвите не може да бидат задоволни. Бидејќи нема судски пресуди за оние кои го правеле злосторот, кои биле налогодавачи, оние кои биле корисници, оние кои биле извршители и сработниците кои ги играле улогата на месачи на жртвата. Да. Сега на ова второто прашање, можеби ќе биде подобро да го одговориме последно. Тој вели, значи, еве сега, ајде, да идеме вака. Вика, зошто кога ВМРО било на власт не спровело процес за рехабилитација на жртвите? Мислам дека 2002 е донесен закон. Мислам дека има донесен закон за обештетување беше, но тој закон никош не заживеа. Да. Добро, во минатото издание зборувавме дали во ова, дали во преминатото, едноставно кои беа условите кога ВМРО беше на власт. 2 години беше војна во Македонија. Првин кога дојде ВМРО на власт имаше интервенцијата во Косово, па потоа беше овие бранителската војна се случи. Меѓутоа има секако многу посериозни причини за сето тоа, а тоа е фактот што од 92 до 98 партијата ВМРО ДПМН е по целосна обработка на службата. Така. Тоа е досието Темел кое што се споменува почесто вака се фрла, никој не знае што значи тоа, меѓутоа Темел. Тоа е процес на кооптирање на партијата. Да. И процес кога веќе партијата полека почна да го губи патот. До некаде е исправно прашањето на Диневски зошто партијата не го спроведе, не направи рехабилитација. Сега ши паќе. Меѓутоа, тоа е, како да кажеме сега, едно кукавичко јајце поставува Диневски, бидејќи тој учествува во процесот што довел до разнебитувањето и кооптирањето на партијата. Мислам дека тој од 1998 до 2002 беше вратен во службата. Дали по судска пресуда, мислам има негова изјава на форумот. Да, мислам дека има така. Тој објасни зошто е вратен. Да, по судска пресуда. Да, така да значи бил дел на и можел да, но има уште една многу битна работа. Ние можеме дека зборуваме вака и онака, но Љупче ги отвори досиеа. Да. Сепак ние мораме да дадеме делумно признание на партијата ВМРО ДПМН за сите овие работи што Каде е проблемот? Со самото отварање досиеа. Република Македонија имала јавен обвинител, републички, кој морал по службена должност да постапи со отварањето досиеата
и да поднесе, да даде налози за истрага и да се поднесат кривични пријави за налогодавачите. Да подсетам, Ставле Кој Џикове, беше тој? Ставле Џикове беше во тоа време јавен обвинител, писател голем, пишува денеска книги, еден куп книги за ВМРО, за ова, за она. Но никако, јас неколку пати го прозивам преку мои текстови. Сум споменал како директен виновник зошто тогаш јавното обвинителство не покренало истраги и и обвиненија, не процесирале кривични пријави за Фрчковски, Чокревски, за оние кои се докажани дека имаат вина. За кој што многу лесно се утврдува вината. Првото да се отвори, ќе видиш дека тоа е кој е виновен. Нема тука, не треба голема истрага, бидејќи Уставот вели едно, тие на влада си правеле правилници, кој се крши Уставот. Значи, владата, како што вели Диневски, треба да сноси одговорност владата, парламентот. Што да правиме сега? Значи, парламентот од 94-та до 98-та. Еве сега, тоа оди во другото што го вели, дека значи од лустрацијата според Диневски не може да биде изземено целото раководство на СКМ. Да. А на СДМ, а на СДСМ... Што станува со СКМ во 90-та година? Се трансформира во СКМ ПДП, во реформски снаги за Југославија, во Дзинговата социјалистичка партија, во партијата на младите од Битола, значи прават 4 партии и глумат плурализам со тоа. Значи, ако и странката ми во Словените заборивме ја. Значи, ако од лустрација не може да биде изземено целото раководство на СКМ, тогаш и наследниците на СКМ треба да многу јасно да бидат подлежни целиот состав на собранието и така натаму. Значи, целиот состав на собранието судот. Судот останува во исти состав, судовите остануваат во исти состав со промената на уставниот поредок на Македонија. Напишав пред некој ден едно така кратко моје мислење на Facebook, како очекуваме промена, кога сите офицери од ЈНА, кои биле сите во служба на КОС, се префрлија во АРМ. Сите кои работеле во УДБА и во СДБ на Југославија, кај што ги штеде интересите на Југославија, се префрлија да работат во СДБ на Македонија. Што да очекуваме? Медиумите не е чепнато. Луѓето кои биле заради своите силни комунистички идеологии примени како новинари и станале општествено политички работници во медиумите. И денеска се во медиумите. За судиите да не зборуваме. Сега, Александро Диневски има навика да лепи етикети по луѓе дека се шизофреничари и вакви онакви. Ние нема да се употребиме со таква некоја инсинуација, меѓутоа, очигледно е дека тој има проблем со логиката. Затоа што тој вели дека лустрација после 91 година е нонсенс, а вика дека сето она што е наследено од комунистичкиот систем треба да е подложено на лустрација. Точно така. Епа тука тоа е тој еден говор кој поминува кај нашите луѓе, бидејќи нашите луѓе не се сконцентрирани на текот на говорот. Дали тој што зборува ја држи ја држи истата линија. Иста линија. Туку ќе видиш, сега зборува е против комунизмот, 30 секунди го брани комунизмот, па ова, еден, така да тој е се. И комунисти, и антикомунисти, антифашисти, фашисти, што не се е воедно. Да, македонскиот народ некако предпочита да говори и да слуша во пароли, да кажем. Да. Епа тоа е тој митигашкиот. Да живее Тито, да живее Тито.
И готово, крај. И тоа што зборува, тоа таму што зборува не е битно. Битно е, бидејќи има тие, биде платени викачи на извикувачи на пароли кој ќе каже прв паролата и тој треба 10 пати да каже некоја парола, другиот да каже неколку пати. И целиот митинг поминува, ти нема кога слушаш тој што зборува. Да. И сега, значи, еве уште една последна работа од ова што го кажа, токму на крајот. Тој вели, значи, стари две работи, впрочем. Значи, вика прво сега, целокупниот процес се сведува на кодошите, односно на најдолната категорија на тој репресивен систем кој што функционирал. Сега, лустрацијата, точно е дека до известна мера, барем во јавноста, се што се говореше околу лустрација се беше поврзано со кодоши. Кодоши, да. Впрочем, кодоши како официјален термин не постои во службата. Веќе таа едноставно не ја интересираат само пасивни кодоши кои што доставуваат информации, туку и требаат луѓе кои што соработуваат со неа, кои што ќе прават, кои што ќе извршуваат задачи. Значи, точно е до известна мера дека јавната расправа се сведе околу кодошите. Меѓутоа, да ја погледаме илустрацијата повторно во едно неутрално објективно светло. Точно е дека не се извршија, бројот на илустрирани беше патетично мал. Меѓутоа, тука имаме илустрирани министри за внатрешни работи, председател на Уставен суд, професори од факултети, академици. Милчин е покрај тоа што е председател, поранешен факултетски професор, тој и носител на целата така наречена граѓанска невладин сектор. До тоа ќе додеме подоцна малку, ќе го продискутираме тоа. Значи, впрочем, ако повторно да погледнеме сега, ние бевме критичари и се уште сме критични на оваа илустрација. Меѓутоа да погледнеме сега. Испаѓа дека не било илустрирани баш така ситна баранија. Затоа јас кога зборував во една од емисиите на оваа тема, кога го имав признание на комисијата, баш за ова признание, бидејќи иако беа обструирани од сите страни. Да. Тоа го вели и таа книгата што ја финансирал Милчин за илустрација. Не, другата. Не таа. Македонската илустрација, да. 99 до 2012 година. Таму многу јасно пишело дека СДБ не сакало да им даде документи на комисијата. Значи, СДБ, кој го води Сашо Мијалков, а на кого му е заменик секогаш присутниот во СДБ Силјан Аврамовски, не ги давале документите, не им давале документи на комисијата. И сега, комисијата се однесувале како во 66-та кога се комисијата од сите страни имала обструкција. Да. И тие направиле многу. Плюс тоа што имали внатре во комисијата обструкции од некако Чедо Дамјановски. Оној со меко Л. Да. Така да времето историјатски го каже нивното дело. Да. Значи, повторно ние се враќаме на она дека недостатокот на илустрацијата беше што е сега. Имаме, значи, значителен број на добро позиционирани налогодавци. Да, не кодоши. Зборуваме за налогодавци, за Фрчковски, министар за внатрешни работи. Мијалков веќе беше починал кога го илустрира. Не илустрира, беше прекина. Се прекина. Меѓутоа имаше, сега да не одиме точно сите овој Трендов и Додановски и други, значи луѓе, сериозни луѓе кои што биле на сериозни позиции, да. И сега навистина тука штетата е што ниту јавниот обвинител, ниту пак имаше прилика приватни лица да почнат судски процеси. Затоа што тука сега се заврши. Тоа ќе им ја дадеше и таа прилика на овие илустрирани кои што викаат дека биле илустрирани неправедно,
на суд да се докаже. Те викаат дека немале право на одбрана, што е апсурд во ваков процес на комисиска верификација на факти, не може да имаш ти, нема аргументи, нема две страни. Нема. Страната е документот. Значи, тоа ќе им овозможише на сите прилика да дојдат до некаква сатисфакција. И сега, ова последна работа, значи, тука е талентот на Диневски во рокот 60 на секунди да може да спакува толку многу лаги и манипулации, да не може човек со часови да ги одврзи сите клопчиња. Викаат, значи, репресијата во комунизмот била системска и законска според тогашните закони. Комисијата на извршниот совет вели дека службата била дека некои работи и действија на органите на државната безбедност биле нормирани со правилници, решенија или други нормативни акти во спротивност на уставот и другите прописи. Системот и методот на службата за државна безбедност представувале најфлагрантни повреди на уставноста и законитоста. Тотална контрола на општеството, узурпација на уставните и законските права на граѓаните. Сега некој лаже. Ама уште повеќе лаже, бидејќи тоа продолжили после 91 година. Да. Кога осумината беа главни во МВР и во СДБ. Праксата тие ја продолжија. Не ја продолжи Фршковски, бидејќи Фршковски не бил од тоа време полицаец. Да, Фрчковски е човек кој што е донесен од страна, ставен на позиција, еве ти бацај, ајде подпишувај тука, ти да бидеш тој што ќе одговара на крајот на се тоа. И затоа Фрчковски, например, е човекот кој што е најмногу загрижен. Кој може да му подметне на министерот подпише правилник кој не е уставен. Кој може да му подметне на министерот да се користи со закони од бившата СФРЈ, кој баш го третира неуставното прислушкување, следење. Ако не луѓето од СДБ, од старото, искусните тие, што ги опфаќа ово извештај, што се над уставот, над се. Тоа е целата поента. Многу едноставно е. Бидејќи ово извештај од 66 година е нешто највредно. И значи, тогаш една група на луѓе во Македонија, кои сепак имале некој чувство за државност, да направат држава, седнува и пишува документ по кој јавно говори дека Македонија, а тоа се однесува и за Југославија, заробена држава. Државата ја заробиле тајната полиција. Да, во известна смисла тој извештај е текст од Полиција и политика од 98 година. Да. Тоа е, иако тој не сум го знаел тоа што извештај, да го споменам. Авторот на текстот, бидејќи се лутих кога ќе го споменам, и тоа е тоа. Ама никако да сватат луѓево дека тука лежи проблем. Да. Проблемот го знаеме 50 и кусор, колку? 60 години. 70 години. А од 66 се веќе скоро 60 години. 54 години го знаеме проблем. Значи, генерации и генерации. Ние го знаеме проблемот од првиот ден, од кога почнала да функционира службата, народот знае. Да, ама од 66 година имаме за прв пат јавно црно на бело опишано како што би работи. И сега уште едно само на кратко ќе се навратам на ова околу тоа дека ете сега целокупниот процес се свел на кодошите, па сега кодоши ли ќе гониме по. За мене сега знам дека тука до некаде па не мислам дека и немаме несогласување, меѓутоа можеби ако е некој известно мало е. Јас сум илустрацијата да биде сеопфатна. Да. Сега, дали сите ќе одговараат кривично, тоа е друго прашање. Меѓутоа, илустрацијата треба да биде сеопфатна и треба тоа ограничување
на пристап до јавни функции на тие луѓе треба да биде максимално опширен. Значи, луѓе со најмала некаква соработка со службата треба да бидат изземени од, значи да им биде спречен пристапот до важни функции во општеството. Затоа што мора да испратиме порака до следните генерации дека таквото неморално однесување, дека кодошењето, шпионирањето, заверувањето дека тие работи се штетни за општеството и тие не смеат да бидат толерирани. Не зборуваме да бидат наградувани, туку тие работи не смеат да бидат толерирани во едно општество. И затоа и кодошите за мене се битна цел на лустрација. Ама, никош, доста, мисля дека не постоја неслагање околу тоа. Јас се сложувам, но сите мора да поминат низ судски процес. Лесно се докажува невиност. Да. Бидејќи, ако во ниједно досие тој не правил нестенки, ако едноставно го сослушувале човекот, не може да молчи. Го прашувале каде ме видел, со кого ме видел. Зошто да не каже? Од кај знаеш што? Така ли? Да. Бината, ако издавал некои си партиски договори, ние сме биле во иста партија, ќе договараме, да кажеме, атентат на некого си. Ако тој издал, тој не може да одговара пред суд за тоа. Бидејќи тоа спречува криминални дејства и така. Така да, затоа ти викам, многу лесно се треба да поминат заради нив, ни судска постапка. Тие да го симнат бремето кое го носат во себе, бидејќи тие не се соработници на службата во оној смисол кој сака да ги прикаже службата. А со тоа прави, за да се спречи лустрацијата, го права тоа. Да. Бидејќи, јас викам, 90% од тие кои се соработници на служба подневодници, се невини луѓе. Во моето досие, еден куп луѓе, 2-3 се само оние кои треба да одговара. Да, меѓутоа, според мене, поголемиот дел и од тие невини треба да бидат опфатени со лустрацијата и ним треба да им се ограничи пристап до јавни функции. Зошто? Сега, јас ми сакам да зошто. Тоа што тоа се луѓе со многу лабилни карактери. И на првата пречка тие веднаш попуштаат. Да. Иако пак е нечесто. Сега тие можеби не добивале експлицитни награди за тоа, меѓутоа добивале имплицитни награди. Немале проблеми на работа или добивале нивните деца немале проблеми никаде едно друго, значи сепак добивале некаква си предност во животот или нешто во возврат за нивното позитивно држење кон служба. Да не биде мотивиран статно. Да. И тоа е придобивка. И тоа е голем. Да, одиме. Одиме сега со пратеничката на Социјалдемократскиот сојуз Ванчевска, која што е, јас би рекол, еден вистински анахронизам на времето на информираното некаде тука и е менталниот склоп на девојката. Жена е, мислам. Во ред на господјата. Да не ми рипне сега Колозова дека сум мизогинист. Ви благодарам. Да не вртиме се. Молам, да се вклучиме. Имаме сега шанса да се попрати. Значи, таа грубо ќе каже дека законот од 2008 е донесен со преголемо задоцнување. Значи, тоа е она нивна мантра комунистичка дека ова неправда за која зборува Милчин и Диневски, некои работи со кои што не се согласува Димовски. Имаме шанса, бидејќи мислам дека и од сите овие дискусии, дури иако не се согласувам со господинот Аџиевски, но морам да кажам, барем за мене е јасно дека и неговите искази, неговиот став изнесен тука, јасно укажува на потребата од еден ваков закон. Зошто?
Затоа што целта на законот за лустрација, кој што повторно ќе кажам, беше донесен 2008 со многу големо задоцнување во оваа држава, не се постигна преку примената на тој закон, а со работата на комисијата за утврдување на факти. Бидејќи целта на тој закон една единствена е да оневозможи поранешни соработници да бидат носители на јавни општествени функции. Да Цитатот е малку подолг, ќе се навраќаме на неа. Хајде да почнеме сега првим со тоа, дека илустрацијата била задосен процес. Кога ќе слушам, кога ќе поканат ваква некоја гостинка да разговара за тема за која абер нема, ама буквално не знае ништо што треба да зборува. Што е суштината на лустрацијата? Дали треба или не треба лустрација? Таа треба да прочита малку повеќе, да се запознае што правила власта после 91 година. Па да прочита зошто требала лустрација. Што се резолуциите 1096 и 1481 и на крај да даде доказ дека во Македонија комунизмот 91 година престанал како систем. Но, кога ќе го отвори првото досие, кој е отворено 92, 93, 94 година, зборувам за досие, после носењето на новиот устав, таму стои дека се користат закони од СФРЈ. А тоа што говори? Дека системот не е променен. Закони на СФРЈ до која година зборува? 95. До 95 имаме докази. Бидејќи А не знаеме што е тој правилникот од 92-95 повторно нов. 96 не знаеме тој што е правилник донесен 95 година. Да. Што има во него внатре? Да, зашто тие се тајни. Да, тој може се повикува сега повторно на тие закони. На тие закони. Тука затоа ми викам, јас Ние официјално знаеме дека докаде 95 се користеле овие закони на СФРЈ. Да. И покрај тоа што уставниот закон на Македонија вели дека само година дена може да се употребуваат тие закони. Од донесувањето на новиот устав само година дена може да се користат законите од СФРЈ. Да. Значи имаме 4 години подоцна се уште се официјално се користат, а можеби се користат, можеби во рамките на правилникот, можеби тие всушност се повикуваат. Со новиот ова година како доказ од 96 година во едно досие дека новиот правилник повторно овозможува прислушкување, го крши уставот, овозможува прислушкување со подпис на директор, на министерот на полиција. Значи, уставот е многу јасен, во член 17 вели дека прислушкување може да се врши само со судски налог. Сега, нашиот устав од 91 година, сега точно членот го заборавив, меѓутоа се повикува на оној библиски закон дека гревовите на родителите не може да бидат гревови на синовите. Да. Сега точната формулација не ми текна. Првата белешка во твоето досие, отворено на 9.10.92 година, значи година дена после донесувањето на уставот, почнува во првиот параграф го опишува твоето семејство, вели дека твоето семејство се гледа со омраза и презир поради непријателското држење на истото. Да. Подоцна во истата белешка, во околу семејството на твојата мајка исто така пишува дека потекнува од непријателско семејство. Чекајте сега. Каква демократија зборуваме, за каква демократија зборуваме ако граѓаните ги делиме на пријатели и непријатели? Да. И уште ако одиме па и на нивните семејни истории. Такво нешто демократијата не признава. И затоа така се наврши на господја колку е таа објаснува како нема што да не знае за лустрацијата, да ги знае сите лустрации во сите држави кај е спроведена лустрацијата. Во Источна Германија, во Чешка, во Полска, во
Балтички држави, точно знае како се одвивала, а не знае дека секаде кај што не е спроведена лустрација, меѓу кои Македонија е со неспроведена лустрација, зборна лустрација според резолуцијата 1096, се земји со криминал, корупција, невладење на правото, а да ги спомене само земјите кај што нема лустрација. Тоа се Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Хрватска, Романија и Бугарија. Тоа се, значи ја наброја најкриминалните држави во Европа, ти ги наброја тука. И сега се обидува романците со таа специјална обвинителка да направат нешто. Не направија ништо. Потоа и таму веќе тоа само го зацврстија секуритате на позиции. И тоа помогна многу Европска унија. Сега ја однесува таа Ковалеско, како и беше презимето, да ја обвинител, европски обвинител да биде. Знаеш, сега ме повлече за јазикот мој мисогенистички. Господја ова е, впрочем, пример за проблем со феминизмот, кој што ни тврдат на нас сега на интернетот се шири мемето дека феминизмот е западњачка измислица која што ни се турка на нас. И некои други појави тамо, меѓутоа е конкретно за феминизмот. Ова пратеничка е пример за тоа колку многу жени има во македонската политика, во македонскиот општествен живот, кои што се здобиени со функција на основа на тој комунистички феминизам. Точно. Тоа се жени кои што како ти сега што рече, таа нема три чисти за што зборува, меѓутоа таа е поканата затоа што е жена, и сега таа се наметнува со некој си, како да е таа Господ Бог се знае. И благодарение на таквите неспособници, ние страдаме. Ние во македонскиот систем од 45-та нааму, колку сме имале пратенички, министерки, управнички и се што биле жени, кои што се лесни за манипулација, бидејќи не се способни за тоа што го работат. Не, земја најчесто, што да збориме понатак. Најчесто кога говореше Хелсински комитет, нема една службена, една белешка напишана, еден извештај испратен до европските демократски држави, дека во Македонија прогонот продолжил. Таа за отворењето досијата одмолча. Тоа беше само да напоменам дека феминизмот не доаѓа од западот во Македонија, туку дека во Македонија, благодарение на комунизмот, тоа веќе е родена, изродена работа, изживеана и ние ги страдаме за тие грешки на горе. Да продолжиме со незиното понатамошно излагање, кој што нема многу субстанца, меѓутоа види, ова што го вели. Целта на законот за илустрација е да не овозможи поранешни работници да бидат носители на општи јавни функции. Сега што вика, значи целта не била постигната. Значи, затоа зашто се илустрирани лица кои се покажало дека биде погрешно илустрирани. Значи Фрчковски што ги потпишува легалниците решение за прислушкување неуставен, за прогон неуставен, е погрешно илустриран. Па дали е свесно ова гуска, се извинувам на изразот што зборува? Дали Милчки, чие досие стои дека е оперативна позиција? Диневски потврдува дека тоа е соработничка позиција, дека тоа значи дека е соработник на СДБ. Како сега тие дојде биле невини? Оставено на функции. Силен Аврамовски, како начелник на сектор или заменик директор, што бил во сите години на негово работење во СДБ и во УДБА. Илустрирано оставено на работа во СДБ. Црвенковски го именува 2003 година за министер на полиција. Го крши уставот. Луѓе од полиција, од СДБ и од полицијата не може да бидат министри. И што сега зборува, таа ќе зборува, неправилно биле илустрирани.
Неправилноста е во тоа што не се исполнети мерките до крај, што ги бараше законот, да бидат отстранети од работните места. Така, да. Тоа е дел од законот кој што комплетно остана не чепнат. И сега да, таа вели постапката не била водена кој што треба, им биле кршени човечките права согласно на Европската конвенција за човечките права, македонскиот устав, македонските закони. И вели, и ниту се докажало дека биле соработници, ниту била остварена целта на законот, а уште помалку им била овозможена рехабилитација на жртвите од едноумието. И Сега дробено во едно место и едно со друго нема врска. Чекајте сега, јас прво затоа сакам да се кога ќе се води оваа дискусија мора да почнеме од почеток. Има ли жртви или нема жртви? Зашто тие тврдат дека се работило според закон и пропис, значи нема жртви. Нема жртви. Или ќе признаат, ама добро имало жртви, те овие, да кажеме, анархолиберали, джилависти, овакви, онакви. И на крај, повторно, кога ќе се заврши се, оние најголемиот број на жртви, главните жртви, кои што најмногу поднеле, тие се игнорираат. Да. Жртвите за Македонија. Да. Кои биле водени или како младонационалисти, или како Вончо Михайловисти, или како по линија ВМРО, или во 90-тите по линија македонски екстремизам и врховизам. Сега, значи, тие од една страна викаат, ама немаше никакви проблеми, се било во ред, ама има жртви, чекаат, што се жртвите? Се било во ред, немало никакви неправилности, ама лустрацијата била реваншизам. За реванш да постои нешто, треба да постои првично дело. Така. Има уште малку од ова, не знам, хајде да слушаме, можеби нешто има тука уште 50. Да постигнавме таа цел. Не. Зошто? Затоа што илустриравме луѓе кои што се докажа дека се погрешно илустрирани, односно Ова со ништо не го подкрепува ова тврдење. Таа завршена работа. Ма таа од која партија? Тие се над закон, над устав, над суд се. Тие носат пресуди. Таа веќе ги ослободува, готово, не се виновни, крај. Кој на постапката како што треба, прекршени им се човековите права согласно Европската конвенција за човекови права, но и согласно нашите закони и нашиот устав им се прекршени правата. И ниту докажавме околу ова дека им се прекршувани права согласно Европската конвенција, веќе го разглобивме, ова и нема потреба да го... Зашто тука се зборува за некои си недоразберени формалности. Недоразберени во смисла што недоразберени во смисла што лустрацијата, комисијата за лустрација не беше суд. Да. И тоа е основното. Има во три пати го обработуваме тоа, но тие упорно манипулираат и упорно го наметнуваат. Да, па затоа и ние мора да го демантираме. Да разберам, затоа оставиш да го довршиш да одиме натаму. Да. биле соработници, ниту овозможивме она што требаше целта на законот да се оствари, уште помалку со тој закон, значи овозможивме рехабилитација на жртвите на едноумието, што всушност и не може со овој закон, тоа треба во друг процес да се направи. Но сега само да го демантирам Никако не кажа кој е тој процес што треба за рехабилитација, како би изгледал тој процес, не знаеме. Па треба да го објасниш, ама таа знае нели? Некој објаснува. Ама тоа не е зборот. Значи треба некој. Да. Ама кој закон? Кој да го донесе? Па ве бевте власт 3 години. Да. Зошто не донесовте нов закон? Кај? Ама не е целта да има илустрација. Тоа е проблем. Знаеш што сега, вака, ова конкретно од ракав го тресам тука. Меѓутоа, дали е можно да нанифиме, причина зашто не донеле некој закон за рехабилитација на жртвите, бидејќи тие жртвите како ги сметаат, повторно ќе биде Милчин жртва на прогонот на службите, ќе бидат анархолибералите, джилосовисти, инфобировци, и тоа повторно само уште повеќе ќе ги изиритира јавноста. Може тоа да. Така да беше далеко од вистината. Зашто тие како жртви тие не гледаат на вистинските жртви. Они рехабилитирани од Голи оток. Да.
информировци, ете, најче нема да среќа татко и да добие уште и пари за тоа што бил стадинист. Добре, одиме со повторно со Ванчева. Незините излагања се малку на македонски, не знам зборот како е, на англиски е рант, значи таа само мелја. Само врти, како празна воденица. Да, значи имаме околу минута повторно, па ќе видиме тука има некои тешко е да се фати редот и кратко, меѓутоа ќе се видиме да го површиме со тоа. Значи, осудуваме злоупотреба на закон, на положба, на мок заради остварување на своји идеолошки, материјални, какви сакате, други цели. Прекинете. Добро сега. Што правил Фрчковски? Што правила владата која го донела правилникот за работа 92 година? Владата на Бранко Црвенковски. Што правиле, еве? Дали тука нема демократија правиле? Нели остварувале своји идеолошки цели? Нели затоа што прогонувале македонски екстремисти и врховисти? Прогонувале македонци кои биле за самостојна Македонија. Ама Фрчковски ќе ти рече дека сите биле виновни. Оној Чедомир сега му ја гледав емисијата со Аџиев. И тоа ќе биде уште една емисија од овој серијал околу лустрацијата и потоа ќе има уште една и со тоа ќе ја завршиме лустрацијата. Тој вика дека некои камиони сугерира дека оружје. Да, гости вориме на оружје. Па зошто ако е тај да не го збориме. Вика потоа вели материјални некои своји остварувања материјални. Па кој ја правеше најголемата плячка во историјата на Македонија. Неговата плячка направена од 92 до 98. Па навистина не ми е јасно таа и не е ова извадено од контекст. Јас од тука почнав бидејќи и во она што го зборува предходно не дава контекст на ова што зборува тука. Да. Едноставно не е јасно дали таа зборува за системот, за поранешниот систем или за сегашниот систем. Важно да мере воденицата, да мртви. И сега водителот... Зашто е сега ти мислиш дека зборува за сегашниот систем? Не, јас од она што следи што го каже, делува дека зборува за минатиот систем. Јас знам дека таа зборува само за да зборува. Инаку ништо. Таа нема содржина за кого зборува. Таа не кажува, чекај. А тоа ми беше мислата кога реков дека нема субстанца во тоа што зборува. Ова што го зборува, точно е оно што го правеше Фрчко после владата на СДС после 92 година. Да. Така да сите документи, со идеја документи можам да ги докажам дека ова што го зборува се однесува за период на владење на СДС од 92 до 98 година. Да. Не, повторно сега ме нервира што постојано се враќаме на твоето досие, меѓутоа тоа е граѓата со која што располагаме. Твоето досие главна и основна грижа на службата за државна безбедност е твојот бизнес, твоите деловни врски што работиш во твојот бизнес. Кога ќе се погледне од една друга перспектива, тука делува дека впрочем тебе службата те гони за да ти го разбие бизнисот за некој друг да ги земе тие позиции. Значи зборуваме за злоупотреба на закон, злоупотреба на држава за остварување на некои материјални цели. Ајде да одиме понатака со Ванчевско, што малци има некои многу бисни. И можеме да кажеме дека одредени лица работел кои што работеле во тие служби или соработувале адхок биле непријатели, односно треба да ги осудиме дека биле соработници со тајната полиција заради нанесување на зло, штета, кршење на човекови права и така натаму. Бидејќи сите оние кои што работат... Чекайте сега, значи, ако имаме извештај од самата влада од 66-та година дека службата била механизам за целосна контрола на општеството, дека биле
злоупотребувани власта, злоупотребувани ресурсите на државата, дека уништувани биле животи, дека луѓе биле фрлани во затвор без потреба, дека луѓе биле изложувани на невидени стресови. Значи, ако можеме сето тоа да го заклучиме преку анализа на работата на службата, како не можеме да дојдеме до вакво адхок заклучок дека впрочем, да, сите оние што работеле во службата биле непријатели на народот. Ајде да ти го коментираш и го гледаш неговото излагање низ призмата на она што случило 45 до 90 година. И после 90 година ништо не се менува. Правилниците за работа на СДБ, кој ги носи владата на Црвенковски, исто е. Тие работат против Македонија, кршат човекови права на граѓани на Македонија, од идеолошки и политички причини. А која е таа идеологија? Идеологија која што не сака да види независна македонска држава. Сега, дали зборуваме за марксистички интернационализам или зборуваме за српски експанзионизам или за било што, тоа е веќе непотребно во овој момент. Да. Зборуваме за факт дека службата за државна безбедност, органите на државната безбедност, од нивното основање во 44-45 година кога се основа ОЗНА, па до денешен ден е испоставена на антимакедонски тенденции. И од тоа е најголемиот страф од лустрација во Македонија, бидејќи таа нема да открие не знам голем како да кажем борба меѓу комунисти и некомунисти. Туку ќе открие борбата на УДБА, на ОЗНА, па на УДБА, па на СДБ против остварување на македонска држава. Борбата на македонците да остварат своја македонска држава. Тоа е. Значи, ќе покаже дека тие цело време се бореле да нема македонска држава. И тоа денеска го искажа многу јасно последнава влада на Заев, тоа го финализираше. Да. Сега, да го додадеме и уште ова. На овие работници во службите за државната безбедност. Како не можеме да не ја додадеме еве и оваа жена? Мислам дека тоа не може да не воспитана е во тој дух. Таа е еднакво штеташна појава кон Македонија. Како да било еден од највисоките соработници на службата. Дали бил Темпо, дали бил Ранковиќ, дали е таа, исто е. Производот на незиното поведение е тој. Тачно така. И тука во оваа студио само Аџиев можеме да го иземеме од тие што... Да, сепак има некои колку толку држи нешто. Човекот има нешто честно во него. Сите овие треба да бидат подлежни на илустрација. И сега, значи, одиме точка 14. Да. Повторно Ванчевска, повторно со нејзини предавања. Се смеја на тоа што каже сега. А да, таа сега вели дека не може да оправда никој да биде прогонуван заради својата идеологија. Да. Ги извртевте моите зборови, јас не реков дека било оправдано. Значи, оправдан ниту морално, ниту етички, никако не можам да оправдам, ниту правно, да некој биде прогонуван ради своја идеја, ради своја идеологија. Но да не заборавиме, кога судиме за одредени настани, не можеме од сегашна временска дистанца да судиме, туку треба да судиме од тогашна временска дистанца. Тогаш овој устав ќе го кажете за препораките на Венецијанската комисија во врска со законот за двојазичност. Значи, тој устав тогаш е друг, а сега имаме друг устав. Ајде истото кажете. Ама ние судиме според уставот. Значи, во изминативе 3-4 години како Трамп дојде на власт, се појави едно меме едноставно во јавноста,
дека левичарите имаат една навика да го ползуваат зборот но. Тие можат да напишат романи и томови за демократијата и за почитувањето на човековите права и едно и друго, но на крај се поништува, сето тоа што е. Ова е... Сега, таа вели да не гледаме со денешни очи на бившата СФР. Не, ние не гледаме ништо друго. Ние гледаме уставот на СФР. Значи сега, таа зборува за етички и правно, ни вака ни онака не може. Почекайте, ако етички, тогаш нема ни да гледаме, нема устав да се гледа, гледаме поведение. Ама не, таа споменува правно. Значи, гледаме и право да. Правно. Ние го судиме според уставот кој бил во СФР. Уставот на СФР гарантирал слобода на политичко изразување, слобода на верско изразување, слобода на политичко здружување, слобода на говор, слобода на печат, слобода на се. И она што се најмногу прогонувани македонците. Право на народите на раздружување до отцепување. А затоа се прогонувани најмногу македонци. По она што го стои во извештајот, до 66 150 некој. 136.000. Еве да ја објасниме на господјава, на другарицу Ванчевиќ, како ќе биде. Срамота ова што. Мислам, вакви луѓе, ја не можам да го разберам водителот, ако е водител на висина на задачата на која ја превзел, да дозволи вакви лаги да се искажуваат во една емисија без тој да интервенира. Еве, една негова интервенција, веќе го спомна Чадиковски, тоа е една негова интервенција, па да видиме колку е тој неутрален. Имите торпедо. Веќе ме прозвавте за Венецијанска комисија. Торпедо, се до момент додека не почнем да вадам досие. На Венецијанска спремни да вадам. А од кај ова вие располагате со досија, не ве разбирам. На интернет беа објавени или утвор паѓа. Мислам, на интернет беа објавени зошто се правиме сега. Сега, тука и Димовски и Милчин рекла дека имаат досиеа со кои што може да се расфрла. Да. Изјавата на Милчин, Чадиковски не ја слушна, тоа не постои. Да. Само Димовски, а од кај ти се тебе досијата во двор ти паѓале. Чадиковски се покаже како верен стереотип на Општествено-политички работник во медиум. Да. И се чудам после јас гостите неподготвени. Водителот Абер нема од емисијата која треба да ја води. Да биде модератор на дискусија. Тој не знае за досија. А има томови издадено овие црните страници на досија на УДБА. Има некуп досија внатре, околу 200 кусор досија има внатре. Има досија објавувани од лица, од Милчин, од, не знам, Филип го објавуваше неговото досије, јас го објавив моето, овој не знам кој објавуваше друг досије, имаш некои досије објавувани на интернет. Значи, досијата не се тајна. Во книгата можеш да прочиташ некој досије, така ли? Да. Значи, секој Мане објавуваше од негово досије, Мане Јаковлевски. Гоце, брат ми на Мане, објавуваше од негово досије. Не знам уште кој објавуваше, мислам дека оној Тутунер објавуваше негови досије од неговото досије. Значи, тоа не е некоја, досијата не се тајна веќе. Достапни се на сите граѓани, онако ги отвори Лупче. И тука нема Чадиковски зошто да прашува од кај ти се досиеат. Ако сега има од сегашно време досие, значи тие досиеа се тајна уште, тогаш требаше да прашува од кај ти е досието. Никој не спомена да го спомена досието што го објави Мендуктачи 2004 година.
од тогаш досие водено за него. Никој не спомена, Цариковски не спомена, нито ова Ванчевска, дека објавија документи дека прислушкува неуставно председател на државата Ивановски, Ѓорѓи Иванов. Што е тоа? Прислушува сега пред крај на мандатот. И таа зборува сега Кај се досијат, од кај се досијат од 46-та и што се објавувани јавно. Да, мислам, тоа беше, ете, за Чадиковски имаше на неколку места имаше испади негови, се бидејќи целта ни е да ја опишеме лустрацијата, да ја опишеме методот и системот на службата, затоа гледавме да не се концентрираме на тие работи, на крај тука малце го покажавме него. Јас мислам сега повторно во име на целина да ја заклучиме и оваа епизода и имаме уште една епизода од анализата на оваа емисија и таа нема да биде многу долга. Потоа имаме анализа на дуел меѓу Чедомир Дамјановски од Куманово и Томе Аџиев, председателот на Комисијата за лустрација. И овој Чедомир е бил поранешен член на комисијата од службата за социјалдемократски услуги, од Сојузот од СДСМ, Сојузот Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој бил као некој обструивен член. Па има некои интересни работи таму да се погледат. За сега ќе се благодариме на вниманието што поминавте со нас, го поминавте во време со нас и се надеваме дека уште малку ви се разјаснуваат работите околу лустрацијата. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба за да ја осознаеме и распространеме вистината за нас, затоа што само вистината е она што го наслободи. До следниот пат, до гледање.